Представувањето на програмата Визија за Македонија и мислењето на граѓаните за одредени решенија што ги нуди СДСМ со можност тие да понудат своји предлози за кои сметаат дека треба да се најдат во програмата на партијата, се основната цел на средбите со жителите на Кочани и Грдовци, што ги остварија генералниот секретар Оливер Спасовски, потпредседателката Фросина Ременски и членот на извршниот одбор Петар Атанасов. Таквата активност е неопходна за една партија која сака да се врати на изворот на социјалдемократијата и да понуди програма во која ќе има правда и демократија за секого, а ќе ја врати и средната класа во граѓанството, рече Спасовски. Не е доволно да имате само визија, да имате добра програма, туку треба да имате одговорна, честна власт со компетентни и стручни луѓе. Такви луѓе има Социјалдемократскиот сојуз и во тој дух сакаме и да ги чуеме и граѓаните. Исто така сакам и од тука да упатиме порака дека политичките преговори кои што се водат во моментот во Република Македонија мора да завршат успешно. Не треба Груевски ниту ВМРО-ДПМН да купуваат време, бидејќи навистина нема време и мора и дојдене денот да се сноси одговорност и мислам дека не треба да продолжуваат со тие финти кои што ги употребуваат и во текот на преговорите, она што и го прават на Република Македонија во овие 9 години, туку напротив да се соочат со реалноста и да овие преговори завршат успешно во делот на изборното законодавство. Спасовски додаде дека треба да завршат и преговорите околу еднаквата застапеност во медиумите на секој политички субјект во Македонија, со што процесот поддржан од Европската Унија и Соединетите Американски држави ќе се реализира успешно и ќе овозможи во Македонија да има власт која ја заслужуваат нејзините граѓани. Тој рече дека една од определбите на неговата партија е да продолжи и поддршката за земјоделците. Ние денеска имаме енормно високи субвенции во Република Македонија, а падот на земјоделското производство, падот на животниот стандард на земјоделците рапидно се намалува. Тоа не оди право пропорционално. Нашата програма предвидува да навистина секој, ама вистински земјоделец, ги добие субвенциите, ги добие навремено, на почетокот на производната година за било која реколта. Предвидено е да тие изнесуваат околу 160 милиони евра на годишно ниво, и навистина преку државната помош на земјоделците да им овозможиме да си го зголемат и сопствениот државен стандард. Меѓу другите мерки покрај субвенциите е предвиден и бенефициран стаж за земјоделците и тоа е исто така многу значајна мерка. Посетите на населените места во Македонија на СДСМ не значи дека предизборната кампања е почната, туку единствената цел е да се слушнат мислењата на граѓаните, како што треба да прави одговорна партија, рече Спасовски. Во моментот имаме една неодговорна власт која што не ги слуша граѓаните, туку тера по своји лечи собствени хирови. Ние сакаме да сме заедно со граѓаните и до победата и после победата на 24 април и само преку координирана заедничка борба со граѓаните, бидејќи и борбата за падот на режимот, меѓутоа уште поголема ќе биде борбата и после 24 април за ревитализација на Република Македонија. Тоа можеме да го постигнеме само заедно и со поддршка на граѓаните. Престојот во Кочани раководството на СДСМ го користи и за одржување трибина во мултикултурниот центар, на која под називот "Создаваме влада одговорна пред граѓаните" една од темите е и представувањето на проектот Визија за Македонија.